Дечки, денеска ќе има убава, кратка, сладка поента. Убава, кратка, сладка поента. Денешниот лайф ќе биде на тема еден убав цитат, ја го прочитав од Елена Кардон, тоа е една исто мотиваторка. На незиниот социјален медиум пишуваше високите стандарди не спречуваат да имаме ниско квалитетни искуства. Високите стандарди не спречуваат да имаме ниско квалитетни искуства. Се шо ова значи? Гледайте, кога човекот има некој висок стандард, шо би било тоа да има некој човек висок стандард? Гледайте, пример. Ајде да кажеме вака. Имаме ситуација каде што стандардот е, сакате да се дружите со некои луѓе кои што знаете дека се супер, кул, ве почитуваат, ве уважуваат и така натаму. Таму не може да имате ниско квалитетно искуство. Но ако почнува дружба со некои луѓе кои што немаат висок стандард, зборувам од тука стандард на комуникација. Имате некои луѓе кои што немаат висок стандард за комуникација, се ниско со комуникацијата. Ама вие знаете дека со овие луѓе се вашите луѓе, кои што имаат високи стандарди. Одите со некои кои што уствари знаете дека немаат стандарди за комуникација и немаат стандарди на однесување и не се на највисокото ниво како што вие очекувате они да бидат, ама ти викаш ајде денеска реам со кого да искочам. Можда болje да не искачаш со тие што имаат ниски стандарди. Зашто? Зашто ќе завршиш со ниско квалитетно искуство. Затоа што ќе има некој тип на негативни коментари, некој тип на лактања, некој тип на рвање во друштвото и така натаму, и на крај ќе се отидеш дома не се чувстваш убаво. Зошто? Поради тоа што не си задржал високите стандарди. Кога човек има висок стандард, он не може да има лош живот. Гледайте, некогаш што сакам да им кажам на луѓето. Знаете, петките не се мерило дал некој знае или не, ама вообичаено се. Поради тоа што може да имате некој човек што има тројка, да има поише знање од некој што има петка, зашто тој може би добил петка на некој начин на кој што не требало да ја добие. Но не е тоа важно. Важно е да сака човекот да знае. Важно е да сака човекот и да има петка. Зашто? Поради тоа што е стандард. Кога на луѓето им е важно, тогаш имаат стандард. Две работи се многу важни за успех во животот. Да ти е важно и два, да имаш истреност да го направиш тоа. Да ти е важно и два, да одиш да имаш истреност да го постигнеш тоа. Ако не ти е веќе важно, нема ни да имаш истреност да го постигнеш тоа. Знаете, ама на некои луѓе им е важно, сакаат нешто, ама нема доволно истреност да го постигне тоа, да го добијат високо квалитетниот продукт. Така да, самата желба да имаме петки е висок стандард. И самото тоа не одвојува и не заштитува во животот. Што во животот ќе не заштити? Високите стандарди. Имате некоја можеби девојка или дечко кој што не сака, што викаат популарно one night stand, или за една вечер да заврши со некој човек, нели? Ама ако он го држи тој висок стандард, нема да заврши он или она во кревет со некој кој што не треба да заврши првата вечер, гледате, има висок стандард, нема да има ниско квалитетно искуство, каде што тоа момче више нема се појави наредниот ден, или не Боже ќе пренесе некои болести кои што не сака никој да дојде во таква ситуација со такви искуства. Така, гледате, кога човекот има високи стандарди, он се заштитува од ниско квалитетно искуство. Ама, гледате, ако некој ги спушти стандардите, некоја девојка или некој дечко киде со било која за една вечер или со било кој момче за една вечер, тоа што се случува, настануваат ниско квалитетни искуства. Но за да дојде она до таа ситуација да го направи тоа, она веќе морала да нема висок стандард за себе. Гледате, она морала веќе да нема висок стандард за себе, за да се доведе во таква ситуација да го направи тоа ниско квалитетно искуство. Ама ако човекот ги држи високите стандарди, девојчето ќе излезе на еден дејт со момчето, ќе излезе на уште еден дејт со момчето, едноставно ќе се запознат, ќе си направат муабет, ќе свати кој има од другата страна, гледате, одржува високи стандарди и после тоа знаете дека сте во некоја значајна релација каде што ќе бидете заштитени поради тоа што сте ги одржале високите стандарди. Ме разбирате, високиот стандард секогаш ќе ве спречи од ниско квалитетно искуство. Високиот стандард ќе ви го направи животот поубав. Зошто? Поради тоа што човекот кога има висок стандард, он се вложува. На него му е важно, на него му е значено. Животот му е поквалитетен отколку некој кој што не му е важно и кој што нема стандард. Има убав цитат од филозофот Хабард, вели, стандард што е?
едноставно стандард е степен на исправност. Гледайте, поисправно е некој да добие 5 колку да добие 3, така? Или поисправно е храната која што ја готвиме да биде направена убаво отколку да не биде направена убаво. Тоа е стандард. Така. Поздрав до сите, поздрав. Добрица Талева, добро утро за вас, добро вечер за нас. Од Сиднеј, поздрав до Сиднеј. Но гледайте, ако човекот има висок стандард, он ќе има високо квалитетен живот. Човекот кој ќе ги спушти стандардите, ништо не е така убаво. Затоа што луѓето ќе речат, треба да ги спуштиме стандардите. Не, зашто да ги спуштиме стандардите? Дај да истраеме со тој висок стандард да успееме, зашто кога човекот ќе успее преку високи стандарди, он има квалитет. Кој е поплатен, тој кој што прави повисоко квалитетни производи. Тој што дава повисоко квалитетна услуга, тој има повеќе приход. Зошто? Поради тоа што го прави нештото со повисок стандард. Не идете вие во некој ресторант каде што гледате дека нема стандарди на хигиена, така, или нема стандарди на комуникација или услуга, затоа што самите луѓе кои ќе имаат високи стандарди, они фактички запазуваат квалитет. А секој човек сака квалитет. А ако сакаме да имаме квалитетен живот, мораме да имаме високи стандарди. Зашто? Поради тоа што квалитетот значи висок стандард. Сега некои луѓе не ќат висок стандард. Зошто? Поради тоа што високиот стандард подразбира дисциплина. Од истата жена Елена Кардон, има уште еден цитат кај што го видов на неа, дали од неа, не знам, ама на низиниот профил беше, вели, само дисциплината е најголема форма на себе сакање. Дисциплина е најголема форма на себе сакање. Гледате, човекот кога има висока дисциплина, он се сака себе си. Зошто? Поради тоа што дисциплината означува квалитет и висок стандард. Разбирате? Пак е и дисциплината е квалитет и висок стандард. Сакаме ли да имаме квалитетен живот? Мораме да имаме високи стандарди, мораме да имаме дисциплина. Не дисциплината прави низок стандард. Едноставно да немаме високи стандарди, да немаме очекувања од самите нас да очекуваме високо ниво на продукција, од самите нас да очекуваме да дојдеме до нешто кое што е многу значајно. Тоа е очекување од самите нас. Гледате, човек кој што не се почитува себе си, нема да направи квалитетни дела, поради тоа што не се почитува себе си. Човекот што се почитува себе си, он у суштина и одржува високи стандарди. Ама ако некој човек го уништите, не вие, ама некој уништи некој човек, кога ќе го деградираат тој човек, кога ќе го инвалидизираат тој човек, тој ги спушта стандардите, поради тоа што неговото себе вреднување е мало. Критики, омаловажување, инвалидизација, критики, не си добар, не те бива. Ими тој човек што мисли дека не е добар и него бива, тој не се ни труди да направи високи квалитетни продукти, поради тоа што веќе нема ни важно. Поради тоа што го загубил и собственото достоинство. Луѓето кои што ќе го загубат собственото достоинство, тие не прават високи квалитетни дела. Тие обично не ги прават делата со највисок квалитет, не викам дека прават погрешни дела, но можеби не прават дела кои што се со повисок квалитет, а тие имаат способност да го направат делото со повисок квалитет. Под дело подразбирам и комуникација. Знаете, сте виделе луѓето кои што се вреднуваат себе си, кои што ги вреднуваат другите луѓе, они комуницираат на поубав начин од некој кој што можеби не ги вреднува другите луѓе на ист начин. Ако ние ги вреднуваме другите луѓе, ако ги почитуваме другите луѓе, гледате, почита е да ставиш некој на пиедестал, го вреднуваш тој човек, ти го одржуваш високиот стандард на комуникација. Се извинувам, знам дека има многу пораки, ама не можам да ги прочитам поради тоа што ќе ја загубам мислата, се извинувам што не ви одговарам на пораките, многу пораки се, гледам коментари, но не би можел да одговорам сега поради тоа што ќе го сменам и ритамот на комуникацијата со вас и мислата и така натаму, така да сигурен сум дека пишувате убави работи, но се извинувам што не одговарам на нив. Кога ќе почнам веќе со предавањето, ми тече мислата и сакам да ја комплетирам мислата која што имам. Затоа правило е, сакаме високо квалитетен живот, дај да одработиме високо квалитетно, дај да одработиме со високи стандарди, да се однесуваме кон нас со високи стандарди, да се однесуваме кон другите луѓе со високи стандарди. Кога правиме услуга и кога правиме некој продукт, ние ставаме дел од нас во тој продукт. Ако ние себе си се цениме, ние нема да дозволиме тој продукт да биде ниско квалитетен. Ќе направиме тој продукт да биде високо квалитетен. Така да, важно е
Човекот исто така го гледа себе ценењето и према тоа како се однесува со себе, дал става граници или не. Еднаш зборував за почита. Почит исто така се базира на дал ке ставите граници кон некој кој што можеби го злоупотребува вашето време или злоупотребува вашата добрина и така натаму. Ако не ставите граница, тој човек едноставно ќе навлезе целосно во вашата територија, умствена, духовна, животна територија, при тоа што не гледа дека вие имате себе почит. Ама истата себе почит треба да ја одразиме и кон продуктите. Поради тоа што може да имате човек кој што он се почитува себе си, ама не го гледаш тоа во неговиот квалитетен продукт во релацијата со околината. Треба да го видиме и тој продукт квалитетен во одразот со релацијата со околината. Но не сум видел луѓе кои што вреднуваат високи стандарди, кои што имаат дисциплина, да немаат добар живот. Гледате, ајде да речеме некој човек кој што има дисциплина за учење, некој студент кој што има дисциплина за учење. Во Америка велат треба да избереш секој ден помеѓу болката на дисциплината или болката на неуспехот. Мислам дека тоа беше мотото на маринците или не знам од кај беше тоа мото, но секој ден мора да избереш помеѓу болка на дисциплина или болка на неуспех. Гледате, болката на дисциплината е стандард. Тој е високо квалитетен продукт. Ама на крај нема болка на неуспех. Гледате, кога човекот не сака да помине низ болката на дисциплината, он на крај ќе дојде до болката на неуспехот. Поради тоа што не сака да следи стандард. Секој човек кој што има висок стандард ќе работи напорно, ќе работи доследно, ќе сака да направи нешто кое што е многу квалитетно и поради тоа што направил нешто што е квалитетно, он ќе има квалитетен живот. Луѓето кои што немаат стандарди, немаат дисциплина, немаат мотивација, немаат цели, немаат посветеност, тогаш сака да имаат квалитетен живот, ама не сваќаат дека зависи до нив. Преди се, ако сакаме да го смениме квалитетот на нашиот живот, мораме да ги смениме, односно да ги зголемиме стандардите на сето тоа што го правиме, стандардите во етиката, стандардите во моралот. Еднаш зборував, многу е полесно човек да дојде до материјално богатство, зашто материјалното богатство може да се лажира. Може некој да донесе, односно да направи нешто на нечесен начин да дојде до богатство. Така, некој друг човек може да добие богатство, да наследи богатство. Тоа не е одраз на неговата способност. Но гледайте, ако човекот не можете да лажирате духовен успех, поради тоа што лагата, измамата не идат заедно со духовен успех. Самиот збор духовност не иде со измама и лага. Поради тоа што затоа е потежок духовниот успех, поради тоа што во духовниот успех не можете по краток пат да дојдете до тоа. Разбирате, луѓето сакаат по краток пат да дојдат до успех духовен. Духовниот успех нема шорткатс, нема кратки патеки. Гледате, нема. Поради тоа што духовниот успех е работа на сам себе, а работа на соочување со работите, со проблемите, со ситуациите и така натаму. Ама тоа подразбира и етика, тоа подразбира морал, тоа подразбира дисциплина. Затоа духовниот успех е појак од материјалниот, поради тоа што не може да биде лажиран. Но кога човекот ќе добие материјален успех, може би на нечесен начин, тогаш и духовноста паѓа. Сега прашањето е дали е тоа за него успех, ако му падне духовноста, при тоа дошол до нешто што е материјално на нечесен начин, му паднала духовноста, му паднала етиката, моралот, себе ценењето, тогаш не вреди тој успех толку. Да, човек треба да дојде до материјален успех, но баш на доследен, правичен, чесен начин. Зошто? Па поради тоа што на тој начин го задржуваме и она што е поважно, а тоа е духовниот успех. И себе ценењето, поради тоа што го оставаме тој висок квалитет. Висок квалитет. Сакаме ли квалитетен живот, мораме да дадеме високо квалитетни продукти. Кога ќе видите некои луѓе кои што се срекни со нивната работа, сте виделе човек што е заљубен во работата, а да не да е високо квалитетен продукт? Не. Поради тоа што љубовта кон нештото има во себе знаење и честички на енергија кои што ќе направат високо квалитетен продукт. Кој имате некој човек кој што сака да готви, тој ќе направи преубаво јадење кое што е вкусно од било што, затоа што љубовта која што е става во продуктот го прави високо квалитетниот продукт. Човек кој што е разочаран, кој што не верува веќе во животот, не верува во луѓето, разочаран од луѓето, разочаран од се, тој вика, ба зашо ја да правам високо квалитетен продукт? Гледате, за да имаме високо квалитетен продукт, прво мора да ги сакаме луѓето. Мора да ја сакаме работата, мора да ги сакаме клиентите, затоа што тоа е за нив. Поради тоа што човекот кој што не ги сака до толку клиентите и не верува во нив, тогаш не може ни да развие високо квалитетен продукт, поради тоа што не му е многу гајле за клиентот. Човек кој што ги сака луѓето, кој што ги сака клиентите, кој што е заљубен во работата своја,
тој човек ќе направи високо квалитетен продукт, поради тоа што частичката, ľубовта, енергијата ставена во тој продукт, гледате, го прави продуктот да биде добар, му го дава тој висок квалитет на тоа што го прави. Затоа ако правиме се со љубов, ќе дојдеме до повисок стандард на живот. Поради тоа што, да, дисциплината е тука, затоа што не може човекот секогаш да одржи мотивацијата. Мотивацијата ние не ја контролираме, но она што можеме да го контролираме е што денеска ќе направиме. Дури кога не ви се прави нешто што треба да го направите, направете го поради тоа што тоа ја променува после тоа вашата енергија. Ако нештото денеска не ви се прави и речете дека нема да го правите, тогаш одбирате ниско квалитетно искуство, поради тоа што не сте го држале стандардите, затоа што ќе бидете разочарани. Кога ќе одложите нештото за наредниот ден, не е веќе истата енергија. Тоа не значи дека нема се чувствувате убаво, може пак ќе се чувствувате убаво, поради тоа што знаете дека ќе го завршите наредниот ден, ама тогаш завршите го наредниот ден, или кога да сакате да го завршите, сепак ставот кон работата е таа која што ни го менува животот, поради тоа што може човекот денеска да не постигне нешто, ама ставот му е окей, денеска ќе земам слободен ден. Окей, поради тоа што работел претходно, поради тоа што можеби едноставно сака денеска денот да го ужива, не дека не треба да има таков ден. Но замислите ако уживаме секој ден и во работата, да уживаме и во периодот кога не работиме, ама да уживаме и во периодот кога работиме, затоа што мислам дека луѓето што уживаат во периодот кога работат, мислам дека уште повеќе уживаат во периодот кога не работат. Луѓе што уживаат во периодот кога работат, уште повеќе уживаат во периодот кога не работат. Поради тоа што луѓето што не работат цело време уживаат во неработата, тогаш не може многу да ужива во неработата, ќе му се здосади тоа уживање во неработата. Човеков што работи, тој кога не работи, тој ужива во неработењето поради тоа што знае дека одработува. Океј. Гледайте, интересно е. Има и од Лепа Брена еден цитат, вели: нема поубав одмор од оној кој што следи после добро завршена работа. Така да, добро завршете работата. Имајте желба да ги направите работите високо квалитетни. Дојдете до некое ниво каде што едноставно тоа ви е секојдневие, да го имате тоа високо квалитетен продукт, затоа што тоа е уствари она што го одржува убавината на денот. Ако сакаме денот да биде убав, мора да направиме продукти кои што имаат висок квалитет. Тоа значи дека мораме да одржиме висок стандард, тоа значи дека мораме да имаме дисциплина, а сето тоа доаѓа поради тоа што уствари се цениме себе си и ги цениме луѓето околу нас, поради тоа што ако се цениме себе си, знаеме дека и посветеноста на сето она што ќе го правиме ќе ни даде сатисфакција на самите нас, но самото тоа што ги сакаме клиентите и оние со кои што соработуваме, и тоа е висок стандард, поради тоа што љубовта е висок стандард. Ако сакате да имате ниски стандарди, одземете ја љубовта да видите како одма стандардите ги нема. Поради тоа што љубовта е високиот стандард со кој што луѓето кога работат, творат и комуницираат, кога имате љубов кон некој човек околу вас, зар комуникацијата не е добра? Комуникацијата е перфектна кога имате љубов, затоа што љубовта е стандардот. Поздрав, имајте убав викенд, љубов од мене за вас, се гледаме повторно во понеделник. Чао!